Македонските даноци се најниски во Европа. Данокот на добивка е само 10%, персоналниот 11%, а данок на реинвестирана добивка нема. Зошто тогаш имаме најскапа храна во Европа? Беше прашан Димитар Ковачевски. Бидејќи знаете, ние како држава имаме систем на субвенционирање на земјоделските производители. Меѓутоа, тие производи кои што државата ги субвенционира, преку големо продавачите, добар дел завршуваат на странските пазари, бидејќи таму имаат повисока цена. Тоа значи дека кај нас храната е поевтина од странство. За таа цел, за да може да се направи баланс, бидејќи ние не можеме да забрануваме извоз и увоз со оглед на тоа дека сме членка и на ЦЕФТА и на други меѓународни трговски организации, се направи оваа мерка со која што ќе може да нашето производство кое оди во извоз да биде конкурентно на она што се увезува. На прашањето колку државата ќе заработи со оданочувањето на некои производи од 10% и зошто целата оваа ѓурунтија, ако во прашање е малку пари, Бити ќе изјави. Тоа е дел од среднорочен план за даночни реформи. Значи, ниедна даночна реформа не можете денеска да ја дефинирате и да кажете кој е ефектот денеска. И затоа на среден план и на долг, да кажам, рок, тоа е нужно да се направи. Одредени продукти мора да се знае дека не треба да имаат повластена даночна стапка. Добро бидејќи и секако тоа се средства кои што на крај завршуваат кај нашите граѓани, за да се сервисираат социјалните потреби за нашите граѓани. Намалувањето на цените ќе иницира и намалување на инфлаторната стапка. Децидене министерот за економија Крешник Бектеши уверува дека нема да има никакво покачување на истите кои се на листата гарантирани цени. Со одлуката на намалување на цени, со воведување на гарантирана цена, ќе се намали инфлацијата. Фич тоа го потврдил и вие сами го кажавте. Денеска ќе го потврди тоа и статистика. И дали сме задоволни од овие бројки? Не, пошто има дополнително повеќе простор до крајот на ноември и до крајот на декември, дополнителни намалувања во целот на основните преhrambени производи. И тоа ќе се случи. За тоа нема никаков компромис од страна на Министерството за економија. Производите во одлуката кои се наведени, основните преhrambени производи ќе бидат само намалени. Не може да се случи да бидат зголемени.